Со песната Бумеранг вели дека ја испраќа 2024 година со благодарност, а ја дочекува 2025 со надеж и со радост за да биде химна за нови почетоци. Во незината песна таа порачува "Секе се врати знај, но срце не затворај", а ние на Отворен муабет денеска во подкастот Зошто на Радио Слободна Европа ја поканивме Викторија Лоба, пејачка и инфлуенсерка. Здраво, Викторија, добре ни дојде. Драга, добре ве најдов, секогаш ми е задоволство да бидам ваша гостинка. Споменав дека си пејачка и инфлуенсерка. Во кој дел си повеќе ангажирана периодов? Па не би можела да кажам дека во некој поконкретно повеќе ангажирана, на секаде сум присутна и со музиката и и на социјалните мрежи исто така. Така да убаво го кажа точно така, инфлуенсер. Иако пред неколку години се смеев на тој епитет, денес мислам дека е сосема природно така да ме декларираат исто. Влијателни во онлайн светот на социјалните мрежи, општо влијателни кај публиката, еве така можеме да го... Да, па добро, јас тоа би го рекла, публиката верува. Публиката ми верува. Мислам, тоа ми е многу драго, затоа што сепак една чест е да имаш публика која што сака да добие од тебе совети, сака да види зашто се работи, што работиш ти, се интересира за тебе, за артистот, така да тоа ми е навистина едно исто така задоволство да комуницирам преку социјалните мрежи. Пееш за тоа колку е важно срцето да остане отворено, а каде одиш ти кога имаш немирно море, како што пееш во Бумеранг, кому му го отвараш срцето? Дали си интровертен тип на човек или пак екстровертен? Имаш онака неколку луѓе кои што ти се светот или... Секако дека имам многу блиски и тоа е еден потесен круг, точно така. Меѓутоа срцето мене секогаш ми е отворено за сите луѓе, буквално. Јас сите ги сакам и ги почитувам и да звучи клише, тоа е така. Ме праша каде одам кога имам бурно немирно море. Кога имаш, да. Од кого бараш советите, ги спомена советите? Од себе си. Се повлекувам во себе си, мислам дека јас сум најодговорна за сите своји постапки, за сите своји мисли, така да тука во себе си ги барам сите одговори. Со едно така убаво запрашување. Има личност пред која што баш можеш да бидеш ти, да 100% ти се разбира. Секако тоа се моите најблиски, мојата мајка, мојот другар за љубов, мојот сопруг. Исто имам многу другарки кои што навистина со текот на години се секогаш покрај мене и јас покрај нив, затоа што мислам сум вистински другар и имам вистински другарки. Оние кои што добро те познаваат, знаат точно каква е Викторија Лоба во сршта, во суштината. Ама па бидејќи си јавна личност, некако нели по навика можеш да бидеш на тапет на јавноста. Во денешно време со социјалните мрежи секој може да застане за тастатура, да остави некој коментар, да каже се што сака. Што со тие коментари, колку те допираат? Исто така велиш, еднаш ме повреди, но таму не допира, затоа што знам која сум јас. Да, убаво си го поврзала овој муабет, токму со таа реченица. Па така е, знаеш, низ годините сум дошла до едно спознавање дека она што луѓето го зборуваат, го перцепираат, го мислат за другото битие, всушност е само нивната перцепција. Нели, тоа е тоа што они го носат во себе си. Тоа никако не е поврзано со објектот за кој што се станува збор. И има една убава поговорка, вели убавината е во очите на тој што гледа. Така и грдото е во очите на тој што гледа, значи човекот што носи во себе, тоа и го транслира на публиката. Мислам дека со таа поговорка се доволно е кажано. Во однос на тоа дали допира до мене, па допира, нормално го како да кажам, поминува кроз мене и се излага. Тоа како едно спознавање, не останува во срцето. Мислам затоа што имам толку доволно љубов и за оние кои што не зборуваат убави работи, да кажам. Таквите коментари често се поврзани со некои стереотипни погледи или суд
донесен суд уште пред да се види што има под површината. Колку често се среќаваш со такви стереотипни коментари? Првично, не затоа што си јавна личност, па споменавме, секој може да си дозволи да каже што сака, туку едноставно затоа што си жена. Си била ли соочувана со некои сексистички коментари, можеби? Секако. Во текот на мојот живот, мојата кариера, секако дека сум се сретнувала. Што да кажам, не... Пак ќе кажам, тоа е само нивното видување на тие индивидуи кои што тоа го транслираат и секако не е убаво. Не е убаво и за оние кои што се во помладите години, затоа што на нив може да им направи разлика. Оние кои што имаат полабилна психика, нели, да се почувствуваат неубаво, да им се наметнат некои предрасуди, некои комплекси и така натаму. Со мене не е тоа случајот. Така да, мислам доволно сум возрастна, веќе имам многу години и луѓето толку долго ме познаваат, мислам дека и на сцена и во приватен живот со многу луѓе комуницирам, така да во тоа сум умешна и умешна сум во тоа да си се презентирам таква каква што сум. Мислам дека веќе тука нема простор за било какви такви лоши епитети, трачеви и така натаму. Оној момент на ем жена која изгледа добро, па некогаш првичниот суд е дека ако се грижи за тоа како изгледа однадвор, можеби не е толку важно што се случува внатре, или пак се кажуваат некои повторно стереотипни шеги на сметка на интелигенцијата, па уште и плавуша, нели, знаеш? Да, јас многу често си се вадам со фактот, така кога ќе направам некоја смешка или не сум многу текнувала. Знам да кажам, извинете, плавуша сум, иако сум фарбана плавуша, ама добро. Мислам, секогаш тоа го прифаќам на шега. Тоа е, нели, мојот личен начин како јас сакам тоа да го исперципирам. Се сметам за многу интелигентна, за доволно интелигентна. Како беше на почетокот на прашањето што ми го постави? Ем жена која добро изгледа, па дали може би ти судат за тоа? Па добро, нека ми судат, ако сум убава и негувана, мислам дека тоа е одличен суд. Не во смисла да судат дека ако си супер однадвор, може би не, дека се замараш само со тоа каква си. Мислам дека не е возможно за една личност, за една жена или маж да изгледа убаво од надвор, а да не е добар од внатре. Мислам дека сепак и во надворешниот изглед тоа се провлекува, произлегува. Значи се препознава ако некој не е во ред, така? Сепак убавината доаѓа секогаш од внатре, а она што е од надвор е само од блесокот од нас сите. Така да мислам дека се тоа вака врзано поврзано. Спомена дека и те дури сама си кажуваш некогаш коментари се шегуваш всушност на своја сметка, ти текнува во моментов на некој виц за плавуши кој што ти останал во сеќавање? Многу се, нели? Многу се, да. Најкраткиот е оној кога плавуша клече во супермаркет, доле ја прашуваат што правиш, па барам ниски цени. Да, добро. Има многу вицови за плавуши. И да, супер се сите. Но и во принцип, кога некој си кажува шеги на своја сметка за било што, практично значи дека е окей со себе, дека е окей дали некој има, не знам, вишо килограми, па ќе каже некоја шега во тој контекст, што го споделува, така практично и... Па добро, види, добра смисла за хумор е показател на висока интелигенција за мене. Јас тоа така лично го сметам. А си се сретнала ли можеби со некои стереотипи поврзани со инфлуенсерите? Во смисла дека станува наутро, важно е само да се нашминка, да се среди, ќе сними едно видео и толку од работата за денес, но всушност во заднина не е баш така. Секако дека не е така, тоа е навистина голема работа и никогаш постојат денови каде што едноставно не би сакал да работиш, не би сакал да си пред камерата, не би сакал да се нашминкаш, што мене многу лично често ми се случува. Јас навистина не обожавам да се шминкам, иако сум најчесто вака дотерана и нашминкана секогаш.
Но тоа одзема, да речеме, од мене голем дел од енергијата. Но како и да е, не би сакала да се жалам. Тоа е еден убав процес и убаво е да се поврзувам со публиката и преку инфлуенсерството. Така да имам многу работа околу снимањето, околу монтирање, околу припрема на сценарија, околу сето тоа, но сакам да потенцирам дека проектите на кои што јас работам, јас верувам во нив, затоа што тоа е сепак дел од мене. Ако јас не верувам во него, секако не би работела на проектот и не би работела ни за продуктот, ни за, не знам, компанијата, луѓето. Секогаш имам иста визија и исти цели, исти вредности со оние компании, на оние проекти на кои што јас работам. Си добивала ли некогаш непристојни предлози низ кариерата, еве можеби особено и откако стана инфлуенсерка? Некој да си дозволи да побара нешто од тебе што? Кога сум била помлада, сум можела да приметам таква индикација, но секогаш имам таков еден убав гард, каде што не може да... Едноставно не примам комуникација од такви, не знам, личности. А како да се стави гард на стереотипите кои што ги споменавме? Сега не можеш ти на секој што ќе го сретнеш на улица да му речеш: "Слушај, јас не сум таква, јас сум многу поинаква." Да им го менуваме мислењето на луѓето кои што секој си има избор. Така што да мисли, во што да верува, за што да зборува, без разлика дали зборуваат лошо или добро за мене, секако тоа зборува за мене. Значи, сум важна на некој начин, значи, бодам очи, да кажеме. Од една страна. Од друга страна, секој си има свој личен избор во што да верува, што да зборува и која сум јас да се мишам во сето тоа. Оно што би сакала да го кажам за помладата генерација на артисти, инфлуенсери, пејачки и пејачи, така натаму, кои што навлегуваат исто така со отворено срце во оваа професија и се сретнуваат со тие хејт, со сите тие коментари, сето тоа. Мислам дека вистинскиот начин е да го пропуштат сето тоа кроз себе и да се помират со тоа, дека е тоа така и да не му посветуваат на тоа многу внимание, затоа што колку внимание му посветуваш, тоа се повеќе се шири, се повеќе се зголемува. Така да мислам дека еден таков игнор, јас имам една убава изрека, не се бавам со тоа. Се бавам со многу поважни работи за мене. Во принцип, ширењето на љубов, па така и ширењето или сејњето на омраза, семето на сите тие приказни е дома. Да, така што, мислам, веројатно родителите, кои што сега имаат мали деца, се оние кои што можат да направат нешто за да се смени таа општествена слика или за едноставно помалку да се суди, да се размислува надвор од тие стереотипни граници. Да, точно е така. Љубовта и воспитувањето доаѓаат од дома. И би сакала да кажам на сите родители, сакајте ги своите деца, посветувајте им внимание и што е многу важно, слушајте ги што зборуваат, што сакаат да ви кажат, затоа што тие деца утре ќе се створи нашата нова иднина и тоа е многу важно. Од дома, точно така, од дома доаѓаат сите тие неубави работи и убави исто така работи. Затоа што детето кога расте, кога се раѓа, мислам до некои 7 години, така 8, го упива како еден сунгер светот кој што е околу него. Ако детето во својот дом гледа родители кои што не му посветуваат внимание, кои што, мама, остае, мама има работа, сега остае, мама има работа. Да, мама има работа. Меѓутоа, секако дека треба да му посвети и време на своето детенце, затоа што, мислам, тоа е многу важно. Глупо да кажам сега, посветувајте време на своите деца, тоа е навистина многу важно, не знам дали ја разбираат сите таа важност. Утре тоа детенце ќе порасне, и ќе се однесува исто така со останатите луѓе, исто така ќе се однесува и со своите деца. Или пак ќе се ја научи таа лекција дека не треба така и ќе посветува премногу. Може да биде хипер протектив кон своите деца, што и секако дека не е во ред.
Затоа секогаш велам, сакајте ги своите деца и ќе имаме здраво општество, ќе имаме убави луѓе, убава иднина. Нормите, правилата, стандардите, да, рековме тргнуваат од дома, меѓутоа еве новите генерации кои што откако постои дигиталниот свет, постојат социјалните мрежи, на некој начин и од таму впиваат некакви стандарди. Еве колку повторно еве може да се вратиме за да го поврземе ова со муабетот за убавината, колку и самите социјални мрежи диктираат некакви стандарди за тоа што е убаво, за тоа што е во ред, за тоа има ли тука проблем, некаков преголем притисок да се биде ваков како оваа инфлуенсерка или да се живее вака како оваа мајка која што еден месец после породувањето веќе е во топ форма, да речеме. Секоја приказна на социјалните мрежи е лична приказна на тој блогер, на таа блогерка. Мојата приказна никогаш не може да биде иста со останатите, секако ќе бидам јас индивидуална во сето тоа. Ако јас се справам со некои одредени проблеми многу лесно, не значи дека сите така ќе се справуваат и напротив, ако некои лесно се справуваат со нешто, еве да речеме после пораѓај, може би јас би била многу потешко би се справувала. Сите си имаме свој индивидуални сме. Не знаеме точно што све носиме секој во себе си. Значи и најголемата грешка е да се споредуваме со било кого. Значи можем јас да се споредувам само со себе си од пред неколку години, од лани, од пред неколку месеци, така. Значи тоа е ако веќе одлучам да се борам за нешто и да се подобрувам, мојот надпревар би бил само со себе си и само со сите своји лични стереотипи, сите своји лични убедувања и проблеми кои што би сакала нели да ги дискреирам од мојот живот и да бидам подобра во некој сегмент, во некоја област. Така да секако социјалните мрежи се лага и илузија, да не се лажеме. Она што го гледаме секако е најубавата верзија на Лоба. Најубавата верзија на мене и секогаш сум расположена. Да, можам да бидам нерасположена на социјалните мрежи, но сепак она што сакам да го носам на публиката е среќа и радост и разбирање, убава комуникација, тоа е тоа што јас би сакала да го дадам. Сметам дека не сум драма квин и дека сега ќе плачам за некои проблеми кои што ги имам, што секако дека ги имам. Имам и многу победи во животот и многу пропусти, но она што сакам е да ги мотивирам луѓето, а не да бидам драма квин и да плачка некоја и тоа да го презентирам. Но не е се розово, точно така. Да. И никогаш треба некаде во позадината на умот да знаеме дека и ти можеш да бидеш ранлива и тебе нешто ти се случува. Сите сме ранливи, сите имаме секако дека имаме трауми. Некој доаѓа со мало ранче, трауми, некој доаѓа со куфер, да. Сите е различно. Така да многу е убаво да има вакви подкасти, да има и секако и работилници, каде што би можеле еве една убава иницијатива да разговараме најмногу со тинејџерите и со оние на кои што има најпотребно сето тоа, на оние кои што има потребна таа комуникација. Тоа е, сметам дека еве сега ми се роди таква идеја, мислам дека навистина убав проект би било да се оствари такво нешто. Додека се договаравме за подкастот, баш ти споменав, имам чувства дека си постојано некако тука присутна. Дали ќе се појавиш на фестивал, дали ќе извадиш спот, не е дека вадиш 10 спотови годишно, меѓутоа постојано некако откако си појавена на сценава те има. Па што е тоа што ти дава надеж да веруваш во нови почетоци, некогаш можеби кога имаш чувства дека можеби естрадава е малку замрена, нема некој културен живот во Скопје, што е тоа што те бутка напред? Јас не би можела никогаш да се откажам од музиката, мислам тоа толку, не знам, чудно ми звучи дори кога ќе го кажам, затоа што јас сум таа музика. Јас се манифестирам преку таа музика. Тоа е мојот начин на комуникација со сите луѓе. Не бркам некаква кариера или некакви, не знам, успеси или некакви награди или некакви прегледи или не знам што. Туку тоа е едноставно дел од мене што го споделувам и мислам дека таа
таа љубов, таа порака кроз музиката, ако се поврзе со тие битијата кон кои што пристигнува и ако им помогне во некој сегмент од животот, ако им текне на нешто, ако разберат нешто, ако пораснат во некој сегмент преку таа моја музика, тоа за мене е најголемата победа. И најголемото влијание. Не, па да. Во позитивна смисла, да, влијание ми е така чуден збор да кажам, не сакам да влијам, пак ефект, кажам, некаков ефект. секој има свој, секој битие си има, секој човек си има свој избор, а јас сум тука да само да ја разубавам таа атмосфера. Јас се надевам дека твоите избори и оваа година ќе те донесат до нови почетоци, од кои што ќе се развиваат уште поубави приказни. Ти благодарам за денешното Ти гостување. благодарам многу, драга Емилија, ми беше многу драго. Го следевте подкастот Зошто со нашата денешна гостинка Викторија Лоба. Се надевам дека уживавте.